Почитувани присутни, дами и господа, дозволете ми да го започнам моето обраќање парафразирајќи го големиот Ганди, кој рекол: иднината зависи од тоа што ние го правиме денес. А денес сите ние сме собрани по повод церемонијата за подпишување на договорот за изградба на новиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје, со што, убеден сум, трасираме пат за многу подобра иднина на македонското здравство. Да се работи на реализација на еден ваков капитален проект представува огромен предизвик, но и голема гордост за секој човек кој е дел од тимот кој создава. Дозволете ми уште на почеток да ја потенцирам и поддршката од одличниот тим на проектната единица во рамки на Министерството за здравство, кој е посветено работат на реализација на најобемниот проект во историјата на јавното здравство во Република Македонија. А воедно и да упатам благодарност и да тимот на Банката на Советот на Европа. Новиот клинички центар ќе го градат двете најголеми градежни компании во Македонија, Гранит и Бетон, и реномираната италијанска компанија Инсосистеми. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра. Договорот предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци по почетокот на градба. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија, на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Со изградбата на новиот клинички центар поставуваме нов стандард за квалитет на здравствените услуги во Македонија. На проектирањето на новите објекти и инфраструктура на клиничкиот центар 4 години интензивно работеа тимови на проектанти од италијанска компанија во соработка со меѓународни консултантски тимови составени од експерти од Шпанија, Германија, Грција и други западноевропски земји со целосна поддршка на Банката на Советот на Европа. Новиот клинички центар ќе овозможи врвен третман на пациентот и негово олеснето движење и удобност во рамки на објектот. Задоволени се највисоките меѓународни стандарди за енергетска ефикасност на зградите. Објектите ќе бидат интегрирани и од аспект на современо, автоматизирано и централизирано управување преку билдинг менеджмент систем. Ќе се применува пневматски транспорт на биолошки материјал, што досега воопшто го немаше во јавното здравство, и бројни други најсовремени технологии при изградба на објекти од ваков вид. Почитувани, некои луѓе сакаат нешто да се случи, други посакуваат тоа да се случеше. Но оние вистинските прават тоа на вистина да се случи. На овој проект јас и мојот тим работевме напорно и посветено. За цело време ја имавме полната поддршка од владата и од премиерот. Но овој проект не е само наш проект. Ова е национален проект. Проект на државата Република Македонија. Здравието не препознава политичка, етничка или било каква припадност. И затоа најважно е овој проект целосно и навремено да се реализира, со цел што е можно побрзо придобивките од новиот клинички центар да ги имаат и граѓаните и државата. Ви благодарам и нека е со среќа.